Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Бродот се закотвил. Многу болен, Хадсон Тейлор излегол на брегот. Лекарите кои го лекувале во Англија биле многу загрижени. Господине Тейлор, повеќе нема да можете да се вратите во Кина. Ако Бог сака да ме излекува, ќе го направи тоа. Над зидот висела голема карта на Кина. Хадсон ја погледнал и почнал да плаче, зашто размислувал за милионите кинези. Често ја раскажувал оваа случка. Патував со брод до Сун Кијан Фу. На бродот беше Петар. Зборувавме за Исус. Потоа се вратив во мојата кабина. Одеднаш слушнав како некој вика, а потоа слушнав и прскање на вода. Петар паднал од бродот. Скокнав во водата, но не можев да го најдам. Помош, помош, викав кон некои рибари. Но тие одговорија, немаме време, ловиме риби, ќе ни платиш ли? Им ветив дека ќе им платам. Требаше многу време да дојдат и да помогнат. Го извлекоа Петар од водата. Се обидов да го оживеам, но беше предоцна. Петар беше мртов. Можеше да се спаси ако рибарите не беа толку рамнодушни. Многу ужасно. Хадсон сакал луѓето да се спасат, особено од нивните гревови, но тогаш веќе бил болен. Господе Исусе, те молам, испрати 5 мисионери во Кина за многу луѓе да можат да поверуваат во тебе и да бидат спасени. На молитвата му било одговорено, но што се 5 мисионери за милиони кинези? Хадсон Тейлор се молел за 24, за 100, за 1000 мисионери. И Бог му одговорил на молитвите. Ова го научив од Хадсон Тейлор. Кажи му на Исус точно што ти треба и верувај дека ќе го обезбеди тоа. Исус со задоволство ни дава, ги слуша нашите молитви. Хадсон Тейлор оздравел и отпатувал со новите мисионери во Кина. Вие сите сте луди, останете овде. Овде можете да заработите многу пари. Во Кина ќе бидете гладни затоа што набрзо ќе бидете заборавени. Заборавени? Бог никогаш не ги заборава неговите деца. Бог никогаш не го заборави него. Ако имав 1000 животи, би бил мисионер 1000 пати повеќе. Дали и ти сакаш да бидеш мисионер? Ти го ветувам ова. Нема да станеш милионер и честопати ќе биде тешко. Но и покрај тоа, нема ништо подобро од тоа да го направиме тоа што Исус сака да го направиме и да му веруваме во секоја состојба. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!